Знам дека се прашувате што е ова што го гледате денес пред вас и зошто сум јас на вашите екрани, а одговорот ќе ви го дадам сега. Моето здружение проект Среќа во последниве години, 5 колку што постоиме, јас и мојот тим влеговме во многу домови каде што живеат деца, бидејќи ние се грижиме за децата. И заедничкото за сите тие домови, за скоро сите домови е дека децата во нашата земја во голем број живеат во многу тешки и лоши услови. Повеќето од нив живеат без основни услови за живот. Изборуваме тука за кревет, за под, за кров, за санитарни простории. Решивме заедно со мојот тим да пробаме да направиме нешто големо, заедно со сите вас, заедно со цело општество. Се прашав дали можеме како општество да направиме големи дела ако сме сплотени. Верувајте дека сплотени можеме да направиме неверојатни работи. Ова е емисија која што се вика Проект Куќа, а јас во неја ќе ви докажам дека ние сите заедно имаме големи срца. Ќе изградиме големи соништа и топол дом за многу деца. Само ако сме заедно сплотени. Значи, здраво, јас сум Мајнур Симоновски, роден во Скопје, живеам во Ѓорче Петров 2. И ети како што можете да видите, живеам во никакви услови. И мојата животна приказна, значи, е од почеток многу среќна. Јас, откако се оженев, значи, јас со сопругата, значи, ние бевме многу среќни. Добивме првото дете, значи, 2008. Наш животот ни стана многу уште поубав, ради што, ете, и ние сме се сакале нормално. И така да, се до живеевме, значи, многу среќно семејство бевме, ние бевме исто вака сиромаси, да. Ама бевме многу посреќни, да. На 17.7.2018, која се случи трагедија со мојата сопруга во гинекологија, во државна болница, кога ми се роди синот Анџело, значи она беше све добра, окей беше, породена нормално, значи, ја идев да, нормално да посетувам, да видам, она беше све добра. Четвртиот ден компликации во гинекологија, значи што ја изгуби свеста, она падна таму, во кома 2 месеци од гинекологија префрлија во гериатрија тука во Ѓорче Петров и така после 2 месеци она почина. Како мојата жена, значи, ете почина, мене ми стана животот уште многу потежок. Сам сум со 5 малолетни дечина, самохран татко и во може да ви се види во какви услови живеам. Малце е тешко со самохран татко и машко да живее, нели, со 5 малолетни дечина, али сепак јас сум среќен што ги имам. И јас живеам за нив. Јас сум Алмир Симоновски. Јас сум најстариот од сите 5 деца. Значи, моите браќа сестри, значи, Љубица, втората сестра ми е, третата ми е Јасмина, се вика, четвртата се вика Леонора, ова до мене, и петиот Анџело, најмалиот брат. Немаме, значи, тоалет, да речеме, внатре. А надвор имаме полско ВЦ, а еве не само и лето, да, е нормално, имаш дечиња мали и сепак мораш да ги внесеш, да ги однесеш надвор. Тешко, тука јадеме, тука спиеме, се во една соба се случува, значи. Сакам најусловните работи да имам кај да пишувам со моите сестри, да имам купатило, за да можам да се истуширам. Спиеме вака четворица, е како ние сега што сме тука спиеме, а двете ќерки ми се во школа, они спијат овде на страна, значи. Немаме каде да се избајњаме. Значи, немаме каде да се стушират дечињата, деца као деца си барат хигиена. Значи, јас, ете, не можам да им ја
создадам таа хигиена, значи јас се трудам во корито, во казан топлиме вода, знаеш, и така се одржаваме малце. Значи во зимски период кога доаѓа, значи навистина е ладно. Немаме, како да ви кажам, од секоја страна дува. Значи не е затворено, немаме што се вели, ајде фасада ќе кажам, заштитена да е куќава и значи ладно е се ипак, врата ќе отворам, ние тука се загреваме од оваа страна. Тамам отвориме врата, ладното влага внатре, значи од секоја страна промаја иде. Би сакал, значи, нормално поубави услови, значи, не за мене, нормално и за моите дечиња. Ете, да речеме, да имат услови, да имат каде да се избањат, каде да легнат, значи, да станат и да окупатело, да се измијат, нормално како и секој друго детенце. Зашто мене дечињата ми одат во школа, 3 дечиња. Ја учам од Ѓорче Петров, школата, тука. И сум трето деление. Јас сум трето деление со закаснување, зашто бев. Сум малце и болен од кичмата. Значи не сум за физичка работа, ради што цел живот работам физичка работа. И така да веќе компликации од 39, веќе 40 година, компликации. Кога размислувавме како да го изведеме овој проект, решивме да одбереме 10 куќи каде што живеат деца и каде што мислиме дека децата живеат во најтешки услови. Денес сме во Ѓорче 2 во Скопје, каде што живее Ајнур Симоновски со неговите 5 деца. Тие живеат навистина во многу тешки услови. Екипата на проект Среќа беше неколку пати кај него. Тој знае дека ќе му помогнеме со нешто, но не знае точно со што. А денес сме тука за да го изненадиме и за да му и кажеме веројатно најубавите вести од сега што ќе му слушнато. Ајде да го најдеме. Стигнавме до куќата на Ајнур Симоновски и денеска се случува најубавиот момент, моментот кога ќе му кажеме дека ќе добие нов дом и дека е првата куќа која што ќе ја правиме. Ајнур! Дали е тука? Здраво! Браво! Како сте? Добри. Здраво! Здраво, дечки! Како сте? Ај! Ја фативме нешто во работа. Да, па дворот малце чисти, така. Мора се чисти. Ајнур, ние твојата приказна ја знаеме. Добро. И денес не сме тука веќе за тага. Денес сум тука да ви кажам дека од денес отвараме нова страница и ќе зборуваме само за среќа, бидејќи вие денес ќе добиете нов дом. Вау! Супер! Дали е ова доволно добра вест за вас? Како не? Да. Како Може ли не? една групна гушка? Ајде јас ке видиш. Ајде, браво! Одлично, одлично. Дечки, Да. од денес ќе зборуваме само за убави работи. Ќе зборуваме каква боја зидови сакате, каква играчка сакате, каков кревет сакате. Може ли да се договориме така? Може. Од денес натаму само за убави работи ја зборуваме. Да. Во состојбата во која што моментално живеете е навистина тешка, исклучително, а ние сметаме дека секое дете на овој свет заслужува еднакви можности, заслужува да има основни услови, а ние ќе дадеме се од себе да ги направиме тие работи. Значи, на ова ваша мала кукичка, но прекрасна ќе биде веруваме, ќе направиме буквално се. Од под до кров, до намештај, до тетратка, до ранче, до све ќе има внатре. Значи ќе има нова фасада, нов кров, WC, санитари, шпоред, телевизор, машина, значи све што му треба на едно семејство. Особено на децата, за да едноставно за да бидат среќни. Јас немам зборови со кои што можам стварно да кажам или како да кажам, да се
заблагодарам, значи не знам што да кажам, јас сум навистина воодушевен. Нема веќе потреба од тага. Тоа се договоривме дека од сега натаму више нема солзи, сега само ќе се смееме. Јас сакам да се заблагодарам на добрите луѓе и општествено одговорните компании кои што ни се приклучија и што ќе дадат се од себе да ви го остварат вашиот најголем сон за нова куќа. Бидејќи нашата екипа која што работи на оваа куќа е неверојатно брза, веќе почнаа со работа, не можевме да ги стигнеме, толку беа брзи. Јас сум денес овде со Маријан, кој што го викаме Мацко и кој што е главен надзор и извршител на градбата на оваа куќа. Тој е дел од екипата на сенатори на Paint in Black хотелот, кои што се јавија први како општествено одговорна компанија да помогнат во изградбата на оваа куќа, зашто сме неверојатно благодарни. Фала ти, Мацко, што сте овде. Благодарам многу. Како што можевте да видите, на објектот е потребен сериозен зафат, така да ние направивме еден концепт план како за надворешно уредување, така и внатрешно. Надворешното уредување би се состоело од следното: прво покривање со лим, каратаван, камена волна изолација, фасада. Следно би одело, како што може да видите, веќе се работи прозори, фасадата. веќе да фасадата се работи, подзидување на калканите, прозори врати се сменети. Надворешно би следувала димит фасада, термоизолација стиропор, Така. олуци, одведување на атмосферската вода, тротоари, пристапна патека до објектот, скалници и така натаму. Морам да забележам дека работите на вистина со најквалитетни материјали и многу сум ви благодарна за тоа, бидејќи се трудиме сите заеднички да создадеме вистински дом кој што на вистина ќе им служи долго време на ова семејство. А внатре што ќе работиме? Па вака, внатрешниот простор се состои од две простории, предсоби и бања. Секако треба комплетна нова електрична инсталација, која до сега воопшто ја немаше. Подови, плафони, малтер од зидовите, санитарии, намештај. Значи све. Све, комплет, Ова куќа подови, беше во состојба на карабина, така? во состојба на карабина, да, без основните елементарни потреби за едно семејство. Подот би ставили изолација, стиропор, кошулица, подна облога и секако на крај следува намештајот, со што верувам дека И убави ова детали. петочлено семејство ќе го усреќиме, поготово дечињата, пет и самохран родител, со што ќе обезбедиме едно посреќно детство за децата и секако еден елан, надеж за во Јас понатамошниот мислам живот. дека вие уште не сте ни свесни колку големо и убаво дело правите. Мислам дека тоа ќе го сватиме тек на крај, кога ќе го видиме изразот на лицето на децата Така е, и на кога ќе има семејството, кога ќе биде завршница. се готово. Многу сум ви благодарна. Јас апелирам сите компании да се огледаат на вашиот пример. Кога екипата слушна дека всушност семејството немаше каде да се смести и дека треба навистина брзо да ги вратиме во нивната куќа, верувајте дека почна во истиот момент со работа. Мајсторите најпрво започнаа со изолација на внатрешните ѕидови, бидејќи, како што знаете, куќата ја најдовме во состојба на карабина. А пак другата екипа мајстори вредно работи на фасадата. Мене ми личи дека за многу брзо време ќе имаме сосема друга слика. Вистински благослов е да се работи со едни вакви добри и толку вредни луѓе.
Кога заедно со проект Среќа решивме да работиме на овој голем проект со кој што ќе изградиме соништа и топол дом за многу деца, немавме појма дека ќе снимаме емисија, немавме појма што не чека, не знаеме се уште ништо за градежните работи, не знаеме со што се соочуваме. Јас се уште немам ни соодветен аутфит, но доволно е тоа што гледаме дека многу се работи, дека турбо се работи. Кога што гледаш тука имаме камион, значи работата е во полнек. Сега сме тука да ги прашаме мајсторите што се имаат до сега направено. Браво, Мацко! Како сте? Браво, Кристина. Како напредуват? Па добро, работите одат во континуитет, по план. Кровот е завршен, работиме на фасада, работиме внатрешно електроинсталација, малтер. Морам да признам дека ме плашите колку брзо оди сето ова. Не очекував дека за 5 дена волку многу ќе биде завршено. Ме плашите затоа што ние се уште не сме спремни за внатрешното уредување. Денес сме во Мебел Ацевски. А зошто сме тука? Затоа што тие се компанијата со големо срце која што ќе го изработи плочестиот мебел за семејството Симоновски. Ајде да видиме како најмногу да ги изработиме. Здраво! Здраво! Како си, Сара? Добра, како си? Денес сме значи со Сара, која што е архитект во Мебел Ацевски и која што ќе ни помогне да направиме најдобро решение за семејството и 5 деца. Значи, треба да се стварно многу досетлива за да најдеме што повеќе место да ги сместиме. Кажи ми сега, Сара, каква е твојата идеја за уредување на овој дом, бидејќи имаме вистински предизвик, нели? Затоа што е многу мала квадратурата, а мораме се да сместиме. Да, ова е основата на куќата. Сега, бидејќи се работи за релативно мал простор, идејата ми е секоја просторија да биде мултифункционална. Затоа во кујната, дневната соба и трпезаријата се една просторија, што всушност треба да се трансформира и во спална соба за таткото навечер, така да идејата е многу лесно може да се примести мебелот при пуштање на каучот. Затоа ја поставивме кујната линеарно. Така. Нема да би искрила. Одлично решение, морам да признам, браво. Детската соба е поделена во два дела. Едниот дел во делот за одмор, каде што имаме два кревети на спрат. Да, мора така. Кој што на горниот кревет има цврста челична конструкција за да го носи. Така. И останатиот дел е некој празен простор за игра и за учење. Целото слободно место го искористивме за складирање во проектот. Да одбереме бој да ми предложиш што мислиш? Да, за кујната може да додадеме со некоја светла боја, само не е скроз бела, за да биде полесно за одржување, така што некоја од овие две би било окей. Мене двете ми се супер, значи која што вие ќе одлучите таа. А во детска соба како биде исто со истата боја? Во детската соба може да дадете некои посветли бои, во комбинација со масичките би удара некоја темна каста боја. Да. Масичките е паметно да бидат темни, затоа што децата сепак ќе пишуваат на нив. И знам како е кога имаш деца. Моите деца белите масички имаат направено плави, црвени, жолти, значи нека биде некоја потемна боја. Па добро, тоа што одиме со некоја ваква нијанса, сега останато би било бело. Сара, мислам дека решението ти е супер и фала ти многу и фала на Мебел Ацевски што ми се приклучи, затоа што во самиот старт на овој цел проект и емисијата наистина ни е од големо значење компаниите и луѓето да ја препознаат целата визија која што ја носиме, а тоа е дека заедно како општество можеме да направиме големи работи кога сме сплотени. Јас верувам дека ќе направите неверојатни работи, знам дека ќе биде тоа и големо изненадување за семејството, бидејќи тие немаат поима што правиме. Фала и многу, Сара, за се и се гледаме наскоро кога и мебелот ќе се намести, кога ќе се монтира и уште еднаш ви благодарам за големото и широко срце. Беше задоволство. Нашата екипа вредно работи, а ние сме денес овде да видиме како работат. Ама бидејќи роковите не газат, денеска јас си набавив работно дело, значи не сум веќе облечена како за на изложба и решив да им помогнам. Сега дали ќе им помогнам или ќе им одмогнам денес, како и да е, тука сум да ме научат нешто, а не се знае никогаш у живот што може да ти затреба. Нели, мајстори се најбарана категорија у Македонија, така? Ајде. Здраво, мајстори!
Како е? Браво, браво. Ја многу добро ви оди работа. Добре, добре. Сакате малку да ве успорам? Помалку да ви оди работа? Може, може, Ќе зашто? ме примите денес да ви помогнам? Обавезно. Ќе ме поднаучиш нешто, може? Да. Значи вака, не се знае во живот што те чека, мајсторите се најбарана категорија у Македонија, значи денес учам, што ќе ми учиш денес? Што да ви помагам? Што правиме? Певе со плочкиве нешто. Значи плочки. Ке подавате за почетник материјалче, некоја плочка, некој крстен, нешто, Денес ќе да. бидам само чирак. Помошник чирак, така кажемо, да. И тоа може? Да. Добро. Значи денес правиме плочки, во другата соба се Во летува. другата, да, се летува. Значи и брзи така. сме многу. Да. Мора да сме брзи, знаете зашто? Затоа што семејството не знаете колку е нестрпливо. Може да замислите дека тоа што го најдовте, во што ќе влезат, значи едва чекаат да видат децата што ги чека. Затоа јас сум тука, ајде да работиме. Горет. Ако нешто грешам, ќе ми кажете. Не, све окей. Ајде. Повели? Крвчиња ти треба да ти подавам? Да. Повели? Све се учи кога се сака. Ја многу сакам да учам, да ви кажам. Све се учи. Особено вакви работи многу ме интересираат. Животот е една голема школа. Така да. Повели? Ден! Со такви ногти, ништо со вакви ногти. Ама мајсторе, ти пеачка си видел како работи? Јасно, ма следниот пат ќе ти дадам ракавици, ќе си ставиш и да ги заштитиш тие прекрасни раце. Да не ги оштетите. Не, сега има одоздола ноже. Ноже. Значи ова ноже треба да допре до плочката и се само гураш. Нежно, нежно. Притискаш и еве. Креваш и еве. Толку едноставно. Кога ќе завршиме со куќева, ќе ги викнам да ги учам да пеат. Да ги видам. Може само 1 сантим да се скрати да искористиме. Да пробам, стави на метрото, да пробај тука. 19 ќе се снајдеш тука. Еве, гледај ги бројките, 19 тука. Значи тука го ставам вака. На 19. Така? И се полека, како што и кажав. Добро. Идете и се притискате. Кревате рачкава. Еве. Да направам белја и тука. Тук имаше таму отворено. Може, како не може да ви ја успорам работата. Што правите? Што е ова? Ствари глетовање, така? Ке сакате да ме научите? Расипам цило тој сврти се. Гледаш му го расипав на човек. А ова? И оставаш материјал. Аха. Немој ти да ме караш за ноктите, молим те. А, но? Да Не. ќе можеш да почистиш после. Ноктите? Значи, после ово може само да ги исечам. Пошто да ти кажам, не знам ни како ме примивте с толкави ногти тука да работам со вас. Као за прв ден. Да не е многу ова тука што го правам? Добре. Значи, како беше? Ставам тука, го правам вака, така? Добро. Пак со лева ќе ми дојде. Вака. Малку со две леви.
Како се викаш ти мајсторе? Јас се викам Зоран, Зоран, на колку години почна ти ова да го правиш? па на 20. Беше вака смодан кога почна првиот ден како мене денес? Не. А? Дури полош од тебе. Стварно? Да. Леле ке ме Значи, биде, а? да, мајстор не се станува одеднаш. Да ти кажам нешто, само маш ми да ме огледа ова. Знаеш што ќе прави после? Ќе ме ангажира за вакви работи. Па да, Ќе рече, дома ќе можеш значи сега не сама морам да... не морам машките работи ја да ги правам. Да, не мораш да си викаш мајстор. Да, видовме дека сега знаеш и ти тоа. Да. Ќе работиш мирно. Да, сега ќе можеш и сама да си работиш. Ама за тоа сум дојдена ја денес. Не мораш да Да ви го украдам за наредот. Сега морам да ги оставам да работат сами, пошто... Еве ту уште малку, ајде. Ама не ме оставаат. Толку од мене денес помош. Добро, добро. Се гледаме утре или заутре ќе му ли рисуваме? Може? Ќе ме учите и тоа? Ќе фугираме. И ќе фугираме, значи све ќе ме научите. Поздрав, чао! Во следната емисија ќе гледате. Значи денес ти ги киднапирам децата, може? Зашто може? Значи Ако не може? сите освен најмалото кое што е уште Да, многу да, мало да. за да ти го киднапирам Не, денес. малецкото нема да го киднапирате. Дечки, дали сме срекни и готови? Јеј! Отворите очи! Во вашиот дом. Добре дојдовте во вашиот нов дом. Благодарам.